Постои предрасуда, нели, дека моите клиенти се некои луѓе со нарушено ментално здравје или нешто, нели, тешка судбина. Тоа воопшто не е точно. За моја среќа доаѓаат сосема свесни луѓе кои што резонираат овие информации со нив. Да кажам, секако доаѓаат за трансфер на знаење. Значи, веќе што практицираат како сами формираат да се во висока вибрација, тоа се најчесто луѓе кои што се занимаваат со алтернативни методи и се мои колеги. Од типот акупресура, акупунктура, што се ајурведа, здрава исхрана, јога инструктори, сите тие доаѓаат за да си ги подобрат своите перформанси или да постават одредени прашања на една повисока мудрост, да повлечат информација за одредени, еве да речеме, имав искуство со нели, да кажам, практичат на алтернативна метода акупресура, која што дојде господјата кај мене и класичен трансфер на знање, значи се прикажа точно како она треба да работи со рацете, која намера и како да биде канал кога прави акупресурна терапија, разликата помеѓу енергии на незиниот учител и незината, како она постои на друго ниво и како таму ја трансмутира енергијата, како она кога работи со клиентот, која е таа намера, кој е тој канал, како се отпуштаат одредени тешки, нели, застои во телото кај луѓето. Исто имав една интересна сесија трансфер на знаење, значи таа технологија и техника во моментот не постои. Ке почне да се практикува за 5 години од сега, значи и се даде на девојка е, знаење како да прави она енергетска топка, значи како сама да ја креира со мислите и како она со таа топка да го исцелува телото на клиентот. Секако за оваа активација и се даде инструкција дека треба да патува, нели, да се направи на одредени древни локации низ светот, она и така патува, работи на брод, така да ова и дојде многу лесно и едноставно, да оди на неколку места да се отклучи, нели, незината овие способности. Така да не доаѓаат само за исцелување, доаѓаат и за трансфер на знаење, доаѓаат и за, ако се во некоја недоумица, во некое тешко страдање емотивно или загубиле некого, не е јасно. Значи, јас имам случаеви, не е јасно зашто некој се самоубил, не е јасно зашто им се родило дете со Даунов синдром, да речеме. Тоа се исто волонтери. Децата со Даунов синдром се волонтери кои што вибрираат многу високо, ке нив е отворена срцевата чакра и они научат нас на безусловна љубов. Значи, тоа е нивната задача. Така да разни се причините за кои што луѓето доаѓаат.